Добре дојдовте во последното видео со вежби за ниво B1 предавањата. Ова видео ќе ни биде со модално слични глаголи или modal verb ähnliche Verben. Ако сте нови на каналот, кликнете subscribe на YouTube, германски јазик онлайн, или следете не на Facebook или Instagram. Ова видео со вежби е поврзано со истоименото предавање од B1 ниво за модално слични глаголи. Потребно е прво него да го совладате, бидејќи во ова видео само даваме примери. Можеме да започнеме кои подтипови на модални слични глаголи ги имаме. Ако веќе го гледавте предавањето, ќе знаете дека подтипови немаме. И денес ќе прочитаме околу 40 на примери со реченици. Да започнеме. Ich lasse ihn die Tür öffnen. Јас му дозволувам да ја отвори вратата. Значи, тука го имаме глаголот lassen, кој ни е модално сличен глагол, и глаголот öffnen, кој во оваа реченица ни е инфинитив глагол. Марија hört die Kinder im Nebenzimmer lachen. Марија ги слуша децата како се смеат во соседната соба. Трет пример, wir haben die Vögel auf dem Baum sitzen sehen. Ние ги имаме гледано птиците како седат на дрвото. Оваа реченица ни е во перфект или минато говорно време. Како што кажавме во предавањето, модално сличните глаголи и класичните модални глаголи формираат на ист начин перфект futur 1 и futur 2. Одиме понатаму со уште една перфект реченица, wir sind noch eine Weile sitzen bleiben. Ние останавме уште некое време да седиме. Овде исто имаме перфект, но наместо haben со глаголот sein. Емилија hilft ihrer Mutter das Essen zubereiten. Емилија и помага на низината мајка јадењето да го подготви. Sie schickt die Gäste den Tisch decken. Таа ги праќа гостите да ја постават масата. Одиме понатаму со нови примери. Ich finde es interessant, neue Leute kennenzulernen. Јас го сметам за интересно нови луѓе да запознавам. Sie versucht, das Auto selbst zu reparieren. Таа се обидува автомобилот самата да го поправи. Ich wage mit dem Chef über mein Gehalt zu sprechen. Јас се осмелувам со шефот за мојата плата да зборувам. Julia erlaubt ihrem Sohn ein Videospiel zu kaufen. Јулија му дозволува на синот да си купи видеоигра. Auch verbietet den Kindern spät ins Bett zu gehen. Исто така, им забранува на децата доцна во кревет да одат. Der Chef fordert, dass alle Mitarbeiter schneller arbeiten. Шефот бара сите вработени да работат побрзо. Der Arzt empfiehlt, regelmäßig Sport zu treiben. Докторот препорачува редовно спорт да се практикува. Sophia zwingt ihre Kinder mehr Gemüse zu essen. Софија ги присилува незините деца повеќе зеленчук да јадат. Ich versuche täglich meine Fehler zu verbessern. Јас секојдневно се обидувам да ги поправам моите грешки. Уште една реченица во перфект. Er hat sich gewünscht,
ein Haus zu kaufen. Тој имаше посакувано куќа да купи. Hat daran gedacht, seine Ernährung zu ändern. Тој имаше мислено неговата исхрана да ја промени. Der Chef droht, die Gehälter zu kürzen. Шефот се заканува дека ќе ги скрати платите. Sie bemüht sich, ihre Aufgaben rechtzeitig zu erledigen. Таа се труди нејзините задачи на време да ги заврши. Caroline pflegt ihre E-Mails regelmäßig zu checken. Каролин има навика нејзините e-пошти редовно да ги проверува. Die neue Technologie ermöglicht schneller zu arbeiten. Новата технологија овозможува побрзо да се работи. Ich vergesse den Müll rauszubringen. Јас заборавам ѓубрето да го изнесувам надвор. И уште еден пример, wagt eine neue Firma zu gründen. Тој се осмелува нова компанија да основа. Die Lehrerin veranlasst ihn arbeiten. Наставничката го поттикнува него да работи. Der Lehrer droht, die Prüfungen schwer zu machen. Наставникот се заканува дека ќе ги направи испитите тешки. Wir sehen die Sonne langsam hinter den Bergen verschwinden. Ние гледаме како сонцето полека зад планините исчезнува. Wir lassen das Auto hier parken, weil es keine freien Parkplätze gibt. Ние го оставаме автомобилот тука да паркира, бидејќи нема слободни паркинг места. Wir sehen die Leute im Café miteinander reden und genießen die Atmosphäre. Ние ги гледаме луѓето во кафулето како разговараат и уживаме во атмосферата. Ich spüre den Wind wehen und merke, dass das Wetter schlechter wird. Јас го чувствувам ветерот како дува и забележувам дека времето станува полошо. Die Lehrer zwingt uns, die Aufgabe bis morgen zu erledigen. Наставникот не принудува да ја завршиме задачата до утре. Wir helfen unseren Eltern, den Stress zu reduzieren. Ние им помагаме на нашите родители стресот да го намалат. Wir sehen die Sonne am Horizont untergehen. Ние го гледаме сонцето на хоризонтот како залезува. Ich höre die Vögel singen und fühle mich entspannt. Јас ги слушам птиците како пеат и се чувствувам опуштено. Wir versuchen mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Ние се обидуваме да поминуваме повеќе време со фамилијата. Anna empfiehlt mir, die Sprachkenntnisse zu verbessern. Ана ми препорачува да ги подобрам моите јазични вештини. Es gelingt mir, den Kuchen perfekt zu backen. На мене ми успева колачот совршено да го испечам. Wir wagen es, in einem neuen Land zu leben. Ние се обидуваме да живееме во нова земја.
Уште неколку примери. Sie plant eine große Party für ihren Geburtstag zu organisieren. Таа планира голема забава за нејзиниот роден ден да организира. Ich wünsche mir, dass wir bald einen Urlaub machen. Јас посакувам да одиме на одмор наскоро. Schlägt vor, das Meeting auf nächste Woche zu verschieben. Тој препорачува состанокот да го одложиме за следната седмица. Тоа беа примерите за денес. Сега за крај ќе направиме неколку вежби, за да видиме дали ви е јасно за модално сличните глаголи. Имаме 3 реченици во кои ќе биде потребно да пополните што недостасува. Според граматичките правила на формирање на овој тип реченици, знаете дека на прво место треба да стои модално сличниот глагол, а на крај да ни стои друг глагол кој ќе ни биде најчесто во инфинитив. Имате 10 секунди, а потоа ќе ги решиме заедно. Со наша помош, првата реченица, die Eltern lassen das Kind allein spielen. Родителите го оставаат детето да си игра само. Втората реченица би требало да е вака. Wir beobachten den Vogel durch das Fenster fliegen. Ние ја наблюдуваме птицата како лета низ прозорецот. И третата реченица, ich spüre den Wind mein Gesicht berühren. Јас го чувствувам ветрот како ми го допира лицето. Имаме уште една вежба со 3 реченици. Имате 10 секунди. Со наша помош, Max sieht seine Freundin traurig aufstehen. Макс ја гледа неговата девојка како тажно станува. Mein Arzt rät mir mehr Wasser trinken. Мојот доктор ме советува повеќе вода да пијам. Der Vater hilft seinem Sohn Radfahren lernen. Таткото му помага на неговиот син да научи да вози велосипед. Тоа беше се за денес и тоа беше се за вежбите за ниво B1. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк. Кликнете subscribe на каналот за следење на нови видеа. Од следното видео продолжуваме со вежби и предавања за ниво B2.